Секој од нас сонува да биде херој, да патува и да живее во некој свој свет. Желбите се големи, дел од нив остварени. Најчесто децата сакаат да бидат цртан лик за кого чуле приказна, а нивната радост и изненадување кое тимот на просветно дело го претвори во новиот број на омиленото списание Росица. Некогаш ликовите кои јас лично ќе ги нацртам се ми се интересни и некогаш се успешни, некогаш се помалку успешни, меѓутоа се врзуваме со ликовите и поготово кога тоа се случува на пример во континуитет да има една рубрика и ние внимаваме тие да бидат живи, активни, интересни и секако. Мислам, се врзуваме за ликовите, да, точно. И многу е важно да децата си се одушеват кога ќе отворат на вистина да им биде нешто блиско и нешто убаво и повторно па сакаат да читаат. Не е тоа направено само со една причина за да ете го биде, туку тоа е наменето за нив. На вистина многу внимаваме се да биде според децата. И сме во контакт со наставниците, со учителките, а исто така и со децата и често пати се остваруваат и средби. Тие доаѓаат кај нас да се запознаат како се одвива нели и цртањето, и илустрирањето, и создавањето на текстови, монтажата на списанието. И со нив разговараме како и ние внимаваме, гледаме што на нив навистина се допаѓа. Тие сакаат да цртаат, сакаат и тоа го вметнуваме и во нашите списанија. Пандемијата со COVID-19 не беше пречка за креативците да одолуват новата возбудлива приказна која дечињата ја очекуваа со нетрпение. Овој пат Росица збогатена со интерактивни содржини, за да може секое дете да има пред себе кога работи во група. Она што оваа година го понудивме како нов концепт во соработка со фондацијата Чекор по Чекор, значи во самата Росица имат они еден дел кој што треба да го исечат, значи зборуваме сега за манипулативна работа, да ги спојат трите дела и добиваат сликовница која е само нивна. И затоа рубриката ја нарековме мојата прва мини библиотека. Во сите 10 броја ќе имаат можност да создадат една своја сликовница и на крајот од годината ќе имаат една мини библиотека со 10 сликовнички адаптирани за нивната возраст. Сега, самата фондација Чекор по Чекор на својата веб страна и на своите профили имаат создадено електронски верзии на истите приказни, синхронизирани, драматизирани и во форма на театар со сенки и со знаковен јазик поддржани, значи сето она што го бара современото општество да биде пристапно за сите деца, независно од нивните психофизички способности. Но тоа е само поддршка на пишаната, на печатената верзија. Оти кога детето ќе си има сликовницата пред себе, кога еднаш вие ќе му ја пречитате приказната, или самото ќе си ја прераскаже, или самото според илустрациите ќе си создаде своја приказна. Тоа е она на кое што треба сите да тежнееме. Да им помагаме на дечињата да размислуваат со сопствена глава, да создаваат своји светови, да создаваат своји приказни. Концептот останува ист, но секогаш има нешто ново кое вреди да се прочита. Концептот е малку сменет, меѓутоа збогатен. Ако во минатите години одела нека рубрика била постојана, да речем, низ целата година, тоа беше на игра, на пример, во средината, и тоа децата се препознава кога ќе си го земаат списанието, да си играат, нели, да користат играта и тие многу ја сака. Сега оваа нова година се одлучиме да направиме нешто поинаку, манипулативно, да можат тие нешто да направат, секоја што го правиме, меѓутоа овој пат малку повеќе, така што вметнавме една приказна и тие ќе можат да си ја извадат, да си пресечат, да ја склопат и самите да си имаат своја една приказна. Го следиме концептот на учебната година, односно според наставната програма. Првенствено тоа го гледаме, што име понаставна програма за учење и на најмалите. И според тоа размислуваме како да збогатиме, меѓутоа гледаме да не биде тоа нешто старо, туку да го збогатиме со нешто ново и на децата едноставно да им биде побогато и да ги следиме и трендовите. Така што според тоа се водиме. А јас како илустратор и како ликовно-графички уредник на Росица секогаш сакам да биде поинаку од минатиот пат и се надевам дека тоа ќе биде збогатување за новото издание, со тоа што ќе се менуваат, нели, ги следиме трендовите, боите. Меѓутоа основно нешто што јас и нашиот тим го практикува и одиме кон тоа и го следиме и се држиме за тоа. Детето сака да препознае видлив и читлив лик
кој што ќе го препознае лесно и да биде мил и убав и на некој начин внимавање на тоа да бидат и со морални карактеристики, се грижат за тоа нашите писатели, да биде интересно, да биде весело. Првиот број тематски е посветен на справувањето со COVID-19, што значи одличен водеч за родителите чии дечиња одат во градинка. Секогаш размислуваме што е она ново што можеме да го понудиме, што е она што можеме да го освежиме во концептот, што е она што децата го сакаат и би ги израдувало. Популарни прилози и актуелни теми. Во подготовка е новиот број. А дотогаш уживајте во убавите страници на Росица, креирани со посебна љубов.